Звуци на екзотични птици се слушаат кога поминувате покрај домот на Владан Јовановски во тетовската населба Дреновец. Розели, александри, фишери, нимфи, барабани. Стотина папагали од различни видови одгледува тој во кафези на над покривот во неговата семејна куќа. Љубовта кон украсните птици се родила уште кога бил мал. Па јас уште како малав имам голема желба, значи за птици, за папагали, за општо за кокошки, за украсни животни. Пред 6 години малку попрофесионално почнав да се занимавам. Како самите гледате на повише врсти на папагали, кафези, волиери, значи услови стварно добри. Има доста работа со нив, значи, ама јас сум, например, брат ми, фамилијава, черка ми са ностоп, значи со нас, имам голема подршка од нив. А приход тоа што ќе се продаде нешто малку за да искочи барем да трошокот храната да се најде за храна. Пошто доста јадат, имам доста папагали. И не е тешко ако се сака, се може. Например, има ретки папагали што слабо ги има во Македонија. Се надеваме усвари дека ќе сме во разговори да донесеме уште нешто поголеми папагали, како например какаду, жаком, ара, тоа сме во преговори со едни наши пријатели. Се надеваме дека уште ќе се прошириме, уште повеќе се прошириме. Секој примерок во одгледувачницата на Јовановски е посебен, со различни навики и карактеристики. Омилен на семејството и најинтересен за посетителите е питомиот папагал Кика. Има голема разлика на рачно ранети папагали, као што ни е Кика, тој е нашиот миленик, значи на сите дома. Таа е посебна процедура значи од кога ќе се изведе во седало, после 15 дена ги земаме од седало и ги раниме рачно, значи на секој 2 часа, 3 часа ги раниме рачно до 2,5 месеца некаде. И значи тој папагал има разлика од волиерскиот до рачниот ранет папагал. Тој не клюка. Народот се уште не знае за тоа, ама малку по малку ќе зазнае. Како активен член на Сдруженијето на екзотични птици Дијамантски петел, Владан минатата година се закити со награда за најубава птица. Е направена една професионална одгледувачница за македонски услови, каде што е направен спој помеѓу убавото, користното, но можеби еден мал семеен бизнис, каде што на некој начин тие се активисти, односно членови на нашето здружение, кои што секогаш побудуваат голем интерес нивните птици за нашите изложби, затоа што сепак се овие екзотични птици кои што ретко можат да се видат не само на изложбите во Република Македонија, туку можеби во пошироки рамки. Искажувањето на мојот драг пријател Владан Јовановски можеби скромно го кажува тоа, на вистина да се поседуваат вакви примероци кои што потекнуваат од азиските држави, од целиот свет, да се имаат во својот двор, на вистина еден престиж помеѓу сите оние кои што поактивно се занимаваат со овој вид на хоби. Во организација на Дијамантски петел, на 2 и 3 март, одгледувачи од повеќе градови во Македонија по 6 пат ќе ги изложат своите украсни екзотични птици во спортската сала во Брвеница.